Денес е 18 септември, 5-та година од владењето на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН, односно 11-та година во последниве 18 години кога ВМРО-ДПМН е на власт. Господа од ДПМН, ја имате целокупната власт во државата и треба да дадете отчет за вашето расипничко владење. Престанете бесстрамно да лажете. Моделот за приватизација на државните фирми е донесен во времето на владата на Никола Клюсев. Го обвинувате СДСМ за некаква мрачна приватизација, а ВМРО-ДПМН сакате да го амнестирате, исто како да не постоел на политичката сцена во Македонија. Но фактите го говорат спротивното. Најголем дел од фирмите во Прилеп се ликвидирани во времето на ВМРО-ДПМН и тоа. До обилјана предилница околу 500 вработени, 99-та година. 2002 евро ламинати околу 300 вработени. 1999 година АД Агромариово околу 230 вработени. 99-та година АД Политек 180 вработени. 1999 година Евроинвест АД Липа околу 100 вработени. 1999 година Тренд ДОО Салагово, општина Прилеп. 2002 ЗУП ДОО Прилеп околу 40 вработени. 2002 ДОО Билјана Ватара околу 120 вработени. 2002 Интернационал ТОАТ околу 40 вработени. 2002 АД Сладара околу 120 вработени. 2002 АД Пелагонија Транспорт околу 130 вработени. 2002 АД Партизан Прилеп околу 130 вработени. 2002 АД Прилепски метали околу 100 вработени. 2007 АД Славе околу 70 вработени. 2007 телевизија Прилеп околу 50 вработени. Вие, господине Груевски, ја добивте довербата од народот за да ги решите нивните проблеми и да ја водите државата кон подобра иднина, а не за вашата неспособност да ги обвинувате Бранко Црвенковски и светската економска криза. Преродбата крахира. Народот никогаш не бил посиромашен. Господа од ВМРО-ДПМН, стопанството го исцицавте со пријави и казни кои што достигнуваат астрономски казни од над 20.000 евра. Господине Груевски, дали знаете дека најнова жртва на политиката на ДПМН е прилепскиот металец, во кој што е сега во стечај, а над 200 семејства ќе останат без приходи. Секој месец стотици фирми се затвораат благодарение на преродбата. Господине Груевски, каде се вашите странски инвестиции? Каде се најдува во моментов министерот Веле Самак задолжен за странски инвестиции? Што има сработено Виктор Мизо и која инвестиција има донесено неговите економски промотори? Ве повикуваме да кажете барем една странска инвестиција во Прилеп донесена по ваша заслуга. Ако сакавте да ја решите приватизацијата и олигарсите, зошто не го прифативте уставниот амандман на СДСМ? Ве повикуваме на ТВ Дуел кога сакате и на кој медиум сакате. Испратете кој било представник на вашата партија, за да разговараме за приватизацијата, олигарсите и секако за актуелната економска состојба во Прилеп. Благодарам.